благодарам на поканата од Македонија 2025. Денеска сме овде за да го представиме извештајот на тема кон намалување на бирократскиот товар и во суштина една од можеби темите во кои што имаме во изминатиот период најголеми митови и предрасуди развиено како општество, каде се наоѓаме како држава. И среќен сум денеска дека ќе слушнеме како испоредбено се нашата држава справува со бирократскиот товар со другите земји на членки на Европска унија, но јас искрено денеска повише сакам да слушнам кои се потешкотите и кои се сегментите на подобрување, затоа што ние како влада од првиот ден кажавме дека ќе работиме на подобрување на бизнис обкружувањето и елиминирање на сите евентуално бирократски процедури кои што доаѓаат од страна на државата не само кон бизнес заедницата, туку и кај граѓаните. Веќе можам да кажам, тоа ќе го имам и во мојот говор, дека ние како влада заедно, јас заедно со вице-премиерот за борба против корупцијата, одржлив развој и човечки ресурси Лјупчо Николовски, веќе имаме поднесена иницијатива на креирање на единствен регистар на бирократските процедури, тоест на сите административни процедури кои што државата ги превзема, се поврзани со бизнес заедницата и граѓаните. И во суштина би сакале после овој чекор да преминеме кон овозможување или креирање на подобри услови за елиминирање на сите предолги или непотребни бирократски процеси кои што постојат во државата, за да ја зголемиме транспарентноста и отчетноста на административните службеници, затоа што они се во услуга на граѓаните и на бизнес заедницата, но секако да ја зголемиме нивната ефикасност и продуктивност. Секако не би требало да забравиме дека еден од начините на елиминирање на бирократските процедури е дигитализацијата, кој што е еден од клучните столбови на нашето владење во наредниот 4-годишен мандат. Добар ден, добре дојдовте на овој настан по повод Меѓународниот ден на бирократија. Денес ќе го представиме индексот на бирократија за Македонија. Инаку индексот го мери товарот кој што законодавството, регулативата, процедурите ги наметнуваат над бизнисите. Би рекла дека бизнисите се основна клетка на економијата и од тука владината регулатива и процедурите кои што ги спомнав треба да дадат кислород на таа клетка наместо да ја ограничуваат. Од тука значи целта на овој индекс кој што го сметаме за еден прв чекор е понатаму да дојдеме до план на мерки и активности како да се намали бирократскиот товар на компаниите. При тоа морам да кажам дека споредбено во Македонија резултатот е многу подобар отколку во земјите членки на ЕУ. На една типична македонска компанија и требаат годишно 154 часа за да биде усогласена со регулативата. За споредба во Словачка на една компанија требаат 240 часа, а во Шпанија, која што е, да кажам, најлошо рангирана, и требаат дури 370 часа. Ќе кажам дека Македонија е лидер значи во овој поглед. Тоа е покажано сега кои со резултатите на Doing Business. Меѓутоа, оно што го покажува истражувањето е дека во иднина со процесот на асоциација кон ЕУ веројатно треба да очекуваме зголемување на товарот кон компаниите, така што владините мерки и политики треба да бидат многу внимателни.